Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данс е Макабре со 447 издание, кое што е составен дел од епизодите на Данс е Макабре, посветени на домашната музичка сцена, односно на прегледот и на анализата на албумски остварувања кои што сум имал можност да ги преслушам и сакам да ги презентирам на поширокиот аудиториум, заради тоа што сметам дека содржат одредени квалитети за кои што треба да се продискутира пред се. Именно со оглед на тоа што живееме во подемот на ковид кризата, повеќе потребно е да се заштитиме себе си и најблиските, меѓутоа соочени сме пред се со предизвикот да живееме во некаква си нова своевидна нормала, што значи дека секој треба да продолжи да се занимава со тоа што го знае и уме, што во многу професии станува голем проблем за обавување, пред се за да се зачува безбедноста. На удар сме и ние радиоводителите кои не можеме да правиме интервјуа како во минатото по препораките на институцијата во која што се наоѓаме, но поголемиот удар го доживуваат пред се бендовите кои не можат да ги организираат промоциите на албумите, да одржат концерти на затворено и да продолжат со нивниот промотивен тек зацртан за секоја нова авторска творба. Верувам дека во карантинските периоди голем дел од нив се завртија кон создавање на нови дела, кои ќе ги дочекаме, но нема да може да ги искусиме со перформанс во живо како што треба или како што сме навикнати до сега. Покрај постоечките логистички проблеми, Данс е Макабре нема да престане да се емитува, напротив, во ера на општа криза и конфузија, кај што секој против секого се врти за да му забие прст во око, оваа емисија ќе продолжи со промовирање на квалитетната домашна музика, која се создаваше пред се во изминатиот период. Затоа барем еднаш во месецот ќе ги организирам епизодите со поднаслов Раритет, во кој ќе ви понудам избор на 4 албумски остварувања, кои ќе можеме да преслушаме неколку композиции и пред се да ги избогатам со мое видување на тие дела, на анализа на композициите кои што се наоѓаат на нив во некои подобри времиња, ќе успеам да ги донесам, се надевам, музичарите во радио, за тие лично да ви ги споделат пред се искуството на снимањето на албумот и неговото значење кое што го има кај нив. А до тогаш ќе ме слушате мене, како јас ги гледам пред се на творбите, затоа што привилегија е да се има можност да се преслуша оваа музика која звучи светски, а сепак се создава во гаражите, во вашата непосредна близина. Таков е случајот и со The Local Blue, кој што имавме можност да изслушнеме на почетокот мисијата, конкретно со две композиции, односно темата The Moog и Aether, односно композиции кои што се наоѓаат на нивното ново албумско остварување, именувано како Second Landing, од кое што во продолжение ќе ја слушнеме и композицијата Капустин Јар, која што се наоѓа исто така на овој нивен албум, втор поред, Second Landing. Потоа ќе се вратам во за да ви говорам и за преостанатата содржина која што може да се најде на него. Значи, живееме во The Local Blue. Данс е Макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 447 пат. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со 447-то издание, именувано како Раритет број 2, односно втора епизода на Данс е Макабре, која што е од серијалот на епизоди посветени на домашната музичка сцена. Имено во текот на емисијата ќе ви говорам за 4 албумски остварувања, а започнуваме со албумот Second Landing на бендот The Local Blue, односно вториот албум на Скопското трио, предводено од гитаристот Кристијан Савиќ, басистот Панде Евтимов и тапанарот Кристијан Новковски.
по нивното деби издание Project Bluebeam од 2018 година, за кој ми беше големо задоволство што гостуваа во емисијата и можевме детално да разговараме за неговата содржина, пред се и музичката еволуција на бендот, доаѓајќи до стадиумот на издавањето на овој албум, но за жал фати корона кризата и не е безбедно да се носат гости во студиото, така што многу ми е жал што не може да дојде комплетниот бенд и да ни гостува за да поразговараме за нивниот нов албум. Нивното ново пред се музичко крстарење низ бесконечниот универзум на овој психоделичен рок-н-рол бенд кој се уште црпи силно влијание од space rock, од крауд-рок бендовите на 70-тите години и пред се влијание на модерните психоделични стонер рок бендови како My Sleeping Karma, Monkey 3, Earthless, Color Haze, Samsara Blues Experiment, Naxatra, Somalia, Club Causa Sui, Mars Red Sky, The Restoned, Glow Sun и многу други, односно еден од пред се наомилените мои музички правци за оваа емисија и мал милион на бендови пред се кои што имаат прекрасен звук, налик гордоста на градот за која што ви говорам. Овој пат експедицијата на овие тројца музички космонаути се упатува кон месечината, опремени со одбројување до полетувањето кон орбитата, понесени со митолошките преданија на античките култури, започнувајќи го албумот со првата композиција Invitation of Khonsu, односно Khonsu се извинувам, египетското божество на месечината, односно ноќниот патник до нашиот природен сателит, па уште од оваа композиција се бараат фреквенциите по кои треба да патува звукот со пропратни осцилации, со нагласена бас линија, продолжувајќи ја на руската вселенска станица за лансирање на ракети која што можете да слушнете, односно Капустин јар, рускиот Розвел, кај што се смета дека имаат соборено земјански летал, започнувајќи со психоделичните ефекти на гитарата, додека се надоградува ритам секцијата и пулсира во полн ек, препознатлив квалитет пред се на бендот, предводени од осцилации мелодијата, додека постепено градира композицијата со експлозивните премини, не баре се испраќа сигнал во космосот. Ларга е третата композиција, која што е недолгата на ова дело, адекватно алудирајќи на патешествието, кај што ритамот се пробива под ширењето на фреквенциите, проследен од рамномерниот бас, музичко еднолично патешествие на кое се надополнуваат гитарите со ефекти на ова психоделично трансфување во и вон себе, едно хипнотично, едно трансцендентално дело со пропратни изјави за вселенските програми како одјава на композицијата, преминувајќи во Solar Warden, која започнува со обранувањата, ефекти небаре представуваат птици на некое си вселенско крајбрежје, кои што служат како подлога за спорадично разбивање на ритамот, водени од лежерната предсегитарска мелодија. Слушаме Вах-Вах во ова космичко My Sleeping Karma соло, надополнето со одличното пијано во самиот епилог. Овие интервенции на клавиатурата ми се допаѓаат на новиот албум, затоа што не само што ја збогатува звучната палета, туку и дава друга емоционална, елегична пред се состојба на ова дело. Потоа следува експлозивната и разиграна синглка The Mook, со која што започнаме емисијата, за која што бендот сними и видеозапис за мукот кој е пратен на земјата, малку изгубен, но не помалку досаден. Рифовите се нагласени, исто како и ритам секцијата, кај што гитарата флојдовски се надополнува со своето протнување низ композицијата, продолжувајќи го патот кон уште една долговечна песма во која се допира до жената во која што Софокле, Еврипид и Ајсхил ја опишувале, односно шестата композиција именувана како Електра, која започнува споро, водејќи до притаен перкашен со ефекти и стишена гитара, како да понира од некој оддалечно подножје на вселената, иако оваа песна се однесува пред се на проектот во развој на сателити со истоимениот назив, па да се надеваме дека ќе полета и некој летал до 2023 година. Во вселената и во себе ќе ја има оваа пред се композиција во која на одмерениот ритам се надополнува гитарата со милозвучно соло, со пропратни ефекти во ова вонземско патување, кое е пресечено со говор за интервалите низ времето и низ просторот, со ноти
и тонови пред се. Последната композиција започнува со гитарски дел, вах и reverb, односно станува збор за етер, композиција со евидентен фанки блуз призвук, со нагласен бас и гитарски бранување на плимата и осеката на звукот. Албумот беше најавен на 10 декември минатата година, но беше издаден за лейбелот PMG Recordings на 18 јануари оваа година со своја албумска промоција во МКЦ. И покрај корона, бендот успеа да направи неколку концертни промовирања на албумот, не дозволувајќи да биде спречено ова музичко патешествие, да допре до неговите слушатели. Албумот е снимен кај Александар Джогосподов во Blue Town, каде што миксингот и мастерот е на Ивица Јанкуловски во Алшар. Обвивката е на Кристијан Савиќ, кај што можеме да забележиме дека на месечината се наоѓаат 3 пирамиди, аналогни на тројцата музичари, од кои што понираат овие изблици на расцветана космичка енергија, со сферични проникнување. Ми се допаѓа тоа што албумот доби дополнително засилување на звукот со пропратната клавиатура. Тоа само патувањето го направи поудобно. Бендот музички добро се познава и може со децении да ги изложува композициите, со импровизациите во нив, во живо, амалгамирањето на нивниот звук пред се е евидентен и успешно е ова психоделично патешествие, меѓутоа јас сакам да слушнам навраќање на нивниот коренит рок-н-рол звук со кој што ги запозна во живо. Сакам да се доближат повеќе до Earthless и виртуозното Хендриксово свирење на гитара, кое што Кристијан и тоа како е способен, да се разбрануваат песните и на органско пред се создавање да добијат дополнителни флуктуации, не само осцилации и ефекти со кои што и тоа како се збогатени. Ми фали блузот во нивниот израз, тоа сакам да потенцирам, меѓутоа сакам да откријат други планети со нивниот космички призвук, па нека слетат и на останатите светови и некое слетување би сакал да биде нов соничен пред се експеримент на музичко рамниште. Тоа најмногу мене би ме радувало, ако нивната звучна палета непрестанно се издолжува и се дополнително надградува. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и ви ги најавувам дека во продолжение ќе слушнеме две композиции кои што се наоѓаат на албумот Plush Pig на Јордан Костов Квинтет, односно ги слушаме Bass's Night Out и истоимената, односно насловната композиција од Plush Pig. Потоа се враќам во етер за да ви говорам за ова ново остварување на овој квинтет. Уживете. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 447 издание, именувано како Раритет, односно неговиот втор дел. Станува збор за епизода на Дансе Макабре посветена на домашната музичка сцена, односно во овој сегмент на емисијата ви говорам за Јордан Костов Квинтет, односно за нивното албумско остварување Plush Pig, од кое што можевме да слушнеме двете композиции. Именно на Јордан Костов често сте го слушнале неговото име и неговата музика на оваа радиостаница и тоа со добра причина, поради пред се неговото музичко експериментирање на метнувањето на хармониката во домените на модерната музика, во што несомнено дека тој е успешен, а таков е и случајот со неговото ново албумско остварување Plush Pig, овој пат создадено под ново формениот Јордан Костов Квинтет, дружина на искусни музичари, предводени од хармониката на самиот Костов, препознатливата гитара на Филип Букашлиев од Fighting Windmills, контрабасот на Андреја Мирчевска, односно најдобрата млада музичарка на минатогодишното издание на Скопски джез фестивал, потоа тапаните на Драган Теодосиев, кои што може да ги забележите во Светлост и во Cobalt Code Unit, за кои што ви говорев во првото издание на Раритет, како и перкашен на Дамјан Грујо. Албумот беше издаден за PMG Jazz лейбелот, снимен во студиото Алшар на Ивица Јанкуловски, продуциран од страна на Владан Дровицки за PMG Jazz во декември минатата година. Беше Јордан пред се го издаде првиот албум за оваа издавачка куќа, именуван како Санфона де Грапа, на кој што свири сам со неговата хармоника, без придружба на останатите музичари, но во овој квинтет доаѓа до израз пред се соработката помеѓу музичарите за оформувањето на разиграните композиции.
Со тоа што Plush Pig започнува со првата композиција, со етеричните гитари на Букушлиев, кои планираат од далечините, со едно построкерско ехо, со звекот на удиралки, не баре се наоѓаме на некакви си песочни дини по кои што поминува некоја залутана змија, пред да ја забележиме препознатливата хармоника на Костов, овој пат проследена со тапаните и перкашен со умерен ритам, дозволувајќи да се создаде погодна прилика за Филип да го разлее своето милозвучно гитарско соло, надополнето со интригантното соло на хармоника, така што можеме да заклучиме дека овој квинтет е инклузивен на сите музичари, да придонесат со своите искуства и влијанија во ова уникатна легура на звук, враќајќи се на своевидниот лајт мотив задржан на хармониката кон самиот крај. Телефон Way, Тони Мансини е најдолгата композиција на овој албум. Да ми гостува музичарите, би сакал да знам дали се однесува на убиецот со тоа име или па е некаква си сосема друга алузија кон која што цели насловот, но тоа мистерија ќе остане неодгатната, барем за мене, но оваа тема ја започнуваат жичаните инструменти, меланхолично, далечно, недофатливо, пред да се оформи мелодискиот лајт мотив, како да е произлезен од некоја си нуар провениенција, тивко и бавно пролекувајќи се додека надоаѓаат, нели, перкашен инструментите и хармониката, во заден план пред се, постепено преземајќи ја превласта во диалогот помеѓу инструментите, додека се одеднаш не се разложи композицијата, стивне, за да се обликува нова флуктуација во која ќе продрат гитарата и контрабасот, за на крај да се создаде амалгам, кој пред се ја краси соработката на сите музичари, ставена во полн ек. Bassist Night Out, која што можевме да ја преслушаме, е најкратката композиција на албумот, која започнува со вибрантен бас, кој го начнува разиграниот ритам. Тука симбиозата е евидентна од самиот почеток, кај што делото е доволно добро продуцирано за да може да се слушне која мелодиска нишка ја шие секој од инструментите, однос кој што е своевиден со нескротливата пред се домашна босонова, еквивалентна на некаков ноќен, не знам, живот, кој се надевам дека повторно ќе го имаме, еден брз ритам од кој се издвојува продорното и нескротливо гитарско соло, надополнето со од хармониката. Насловната Plush Pig, која што исто така можевме да слушнеме, е предпоследната на овој албум, кај што се смируваат страстите, забележуваме лежерно напластување на гитарите врз спорадичниот ритам, врз кој се наслушнува гитарата како ги исцртува своите пасажи, додека не се пресече композицијата од басот и востанови една нова, побрза ритмичка делница, овој пат предводена од разиграната хармоника, не баре надоаѓање на пришаното свинче, солирајќи на гитара, кое што не е изоставено и во овој стадиум, меѓутоа го прати брзиот ритам, воспоставувајќи го пред се диалогот кој што го има со изведбата на хармониката. Последната композиција е It's a Problem, петата, на која што го затвора овој албум со надоаѓање на хармониката и пред се незиниот звук и амбиенталните ефекти од позадина, пред да се оформи спората мелодија на хармониката, на која се надополнува перкашенот и тапанот, постепено нагласувајќи се во еден хипнотичен, спорадичен тек, магливо, загадочно, додека продира пред се хармониката со своето соло, а во самракот на низиното истакнување се изродува и блузерското мелодично соло на гитара, надополнето со соло на контрабас, значи доминира жичаните на крај. Ми се допаѓаат пред се мелодиските линии на албумот и во спорадичните сегменти и во вибрантните, посебно диалогот помеѓу хармониката и гитарата, кој би сакал да се збогати со понекое соло и на ритам секцијата, односно дополнително и на контрабасот и ударните инструменти, за додатно да се акцентира и овој сегмент од бендот, но сметам дека има простор за истражување на нови музички пространства во иднина за оваа формација составена докажани музичари кои би сакали да ги слушам како ќе се препуштат на ентропијата, односно на
некоја си слободна джез форма, например, како контрапункт, нели, на мелодичните примеси кои што се својствени за нив. Верувам дека во сите домени на джезот би оставиле собствен белег. Обивката е на Филип Букршлиев, препознати по неговите игриви, минималистички, анималистички, постмодерни лакрди, што во овој случај соодветно се пресликува со плишаното свинче како се лизга по пустинските дини. Тука правиме една музичка пауза, односно во продолжение ќе слушнеме поголем избор на кратките композиции кои што се наоѓаат на носачот на звук именуван како Црнила ремикс, односно на самиот саундтрак изведен од страна на организацијата. Така што во продолжение слушаме Како сон, Вечерен воз ја слушаме, Шаржерот, насловната организацијата, Игла. Доколку имаме време, ќе ја преслушаме и одличната Муграта на Пирин, Комитетот, кој што е доста агресивна композиција, и сакам да го завршам тој сегмент со една елегична, односно со една баладична тема, именувано како Америка, композиција која што ја содржи копнежот на ликовите кои за жал ќе остане неостварен. Значи, во продолжение слушаме одличното хип-хоп издание на Зад Аголот и пропратена дружината, која што е составен дел од представата Црнила ремикс во режија на Јордан Симонов. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс и Макабра, 447 издание, именувано како Раритет, односно втор дел од емисиите посветени на домашната сцена во текот на 12-тата сезона на Данс и Макабра на Канал 103. Во овој сегмент на емисијата ви говорам за музиката која што можете да слушнете од представата Црнила ремикс, односно изведена од страна на организацијата. Станува збор за едно издание кое што заврши во домашната хип-хоп сцена, која што се здоби со пред се едно уникатно остварување, односно собствениот модул, ако може така да го наречеме, на успешниот американски концепт на Хамилтон, односно хип-хоп представа која го тематизира животот на еден од домашните борци за слобода, базирајќи се пред се на делото Црнила на Коре Чашура во модернизирана и адаптирана верзија во режија на Јордан Симонов. Дарко Димитриевски ги продуцираше и ги аранжираше песните, сите вокали се снимени во студиото на Димитриевски и Јовановски, односно на Зад Аголот Soul Mental. Басот е снимен од страна на Бојан Рафаеловски, соодветни засеци има Зоран Кочевски, односно DJ Окидоки. Лириката ја адаптираат Павле Димковски и Дарко Димитриевски, миксот и мастерингот е на Ване Ивановски, Дарко Димитриевски и Блаже Јовановски, а вокалите се на Стефан Вујсич, Александар Михајловски, Ненад Ангелковиќ, Владимир Петровиќ, Павле Димковски, Сања Арсовска, Горан Ников, Јордан Симонов и Виктор Рубен, предводени од колективот, нели, од Зад Аголот. Албумот е изледен на 8 февруари оваа година, а представата се играше насекаде низ градот во текот на минатата година. Представата се базира исклучиво на овие композиции, започнувајќи од најавата Победници и победени, обликувано со писко, джагор, фанфари и пијано, своевидно интро од музички семплови, надополнето од изјавата за поделеноста на Македонија и напоменат е Ѓорче Петров како еден од малкуте преживеани водачи, со повторување на насловот врз моќен бит, кулминирајќи со една експлозија. Како сон е композицијата која што можете да слушнете, која што започнува со милозвучен рефрен налик домашните шлагери, како дамнешно сеќавање на нив, кај што има еден диалог помеѓу машкиот и женскиот вокал, низ кој што дознаваме дека Луков има задача да го убие Ѓорче, а Сања пее за незината осаменост, чекајќи го доаѓањето на саканиот. Тука има одличната фраза "Моите дни најтажни се", на кој што не да му пее на Иван. Наплачено пее за дека се е како сон во 4 ѕида. Незиниот шепот по Иван се прелева и во третата композиција, односно Не плаши се, кај што Луков добива сугестија од Христоф, а не да го послужува Луков. Христоф посочува дека
Луков ќе се најде ако нешто и треба, заради тоа што останува во домот, заради тоа што мора да замени Христов, кај што само уште овој пат Мила се пее во дует помеѓу нив двајца и се доловува пред се потребата за служење на организацијата, но мора да се има и да се сила и да се издржи пред се овој напор на оддалечување. Вечерен воз започнува со еден джез свинг, кај што Луков се соочува со Неда Христова, дека четворица ќе дојдат пред се во домот, кој има една опасна рима за чекање, како што можете да слушнете, поставено во диалог со Христов, кој што потенцира дека терористите секогаш ги убиваат, замерувајќи му на заљубеноста која што има во Неда, додека го слушаме возот како надоаѓа шаржерот е петата композиција, кај што Пајтонот доцни, никому не му се допаѓа тоа за доцнување, како што може да се забележи, и е транзициона песна во действието, со тоа што Фазлиев е тука со неговите шеги, досетки, пред се пијанчење, шестата композиција организацијата, кај што се потенцира дека кога се доцни се плаќа со главата, без разлика што досадно ли возот за да пристигне младичот. Зорлу слушаме во позадина, додека се дава пред се заклетва за припаѓање на организацијата. Комитетот бара решавање на предавникот, каде што пречеканиот е ангажиран за да го ликвидира, именуван како Орце со тие називи кои што ги добиваат сите. Најпрепознатливата и барем за мене и милозвучна композиција е Игла со оперски вокал во рефренот, кај што се истакнува планот за акцијата на младичот, кој не сме да дознае дека ќе треба да го убие Ѓорче. Пријателски совет е осмата композиција, која што е наменета пред се од една страна и за Христова, да не прислушкува на Фезлиев, кој по цел ден спие и пие, како што може да забележиме, но и од друга страна и совет за Иван Христов да ја напушти и да биде човек, да се откаже за љубеноста, која што се прелева во деветата композиција Америка, која што почнува елегично, баладата на албумот условно кажано, сентиш помеѓу шепотот на Неда, која што потенцира за дека не сака да биде оставено од низиниот сака, и еден солилоквија на Иван за иницирање на нов почеток во ветената Америка. Десетата композиција е Муграта за Пирин, која што има реконструирани зурли за битот, кај што најмениот ликвидатор сака да го види Ѓорче Петров, се знаел со него од порано, и спасен бил минатото од четата на Петров за борбата против Аскерот, идеал кој го иницирал пред се да се вклучи во ослободителната борба, композиција со мноштво на скречеви и со еден пад на басот што ќе се прелее во 11-тата композиција, односно комитетот со опасно флоу и бас, кај што се дебатира за функцијата на младичот, да се држи на нишан, со ковање на план за заштитување пред се на организацијата, разорувајќи го, се извинувам, Фезлиев, едно ревносно надвикување има во оваа тема, додека екзистираат пред се, додека преовладуваат идеалите, секогаш ќе обстои војната, се потенцира оваа тема. Ѓорче е убит е 12-тата композиција, која што е најавена со една постмодерна интервенција на радио емисија, кај што се обидува пред се описот на акцијата на младичот да се долови со пренос на писмо, со оркестрација во позадина на битот. 13-тата композиција е Тивко, кај што се соопштува дека е убиен Ѓорче од страна на организацијата, најавуваат одмазда против младичот, кој се има обесено на дрво со проштално писмо во неговиот џеп, кое што резултира со негово читање во далечното место, композицијата која што го завршува албумот, за содржината пред се на писмото за предавниците, каде што Македонија е мртва во срцето. Сања го чита писмото, за Лукови и Христова разговараат за нејзините будалење со Иван, додека диве Христов на таа поделба помеѓу љубовите кои што ги има. Додека траеше полицискиот час, беше изведена ова представа во МКЦ на Симонов и може да уживаме на дистанца од испеаните песни кои што се конститутивен дел, иако јас би сакал да содржеше барем на сценскиот настап дополнителен диалог надвор од албумот, со оглед на тоа што Сања, Стефан и Горан и останатите се одлични актери и тоа како може да одглумат нешто надвор од пеаниот концепт, но многу ме радува што постои оваа творба и се надевам дека организацијата ќе направи уште еден
сличен потват за доловување на моќта пред се која што ја има ова адаптација на делото, која што е актуелна, издржана и тоа како потребна, како што Хамилтон беше потребен за американците, така и организацијата, односно Црнила ни е потребна на нас. Кире Галевски ја работи фотографијата, Бранко Блажевски дизајнот на обвивката, на која забележуваме револвер спремен за пукање, што одлично ја доловува ситуацијата на која се цели во ова атентаторско дело. Тука можеме да имаме на кратка музичка пауза, на крајот ви го најавувам преслушувањето за албумот Into the Source на Езотерик, односно ќе слушаме две композиции од овој албум. За почетокот ја слушаме Moonlight и New Way и потоа се враќам во етер за да ви говорам за последниот албум за оваа емисија. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре, 447 издание, посветено на домашната музичка сцена, именувано како Раритет. За самиот крај на емисијата сакам да ви говорам за албумот Into the Source, односно албумско остварување на Езотерик или 350 Терик, како сакате наречете го. Гитаристот и композитор кој што стои за овој долгогодишен проект е Благој Цилаков од Велес, кој зад себе има оставено богата музичка ризница, која низ годините сум ја преслушувал. Еден хиперактивен и хиперпродуктивен пред се автор, кој само за да ги набројам сите негови творби, ќе ми биде потребно едно посебно издание на Данс е Макабре, кој издава во изминатата деценија, препознаен по прогресивните, можеби, джент албуми како Sign, Ritual и Атавизам, кој не може да биде скротен во рамките на жанровите, затоа што постојано експериментира со својот звук и пред се неговото проширување во нови сонични предели. Таков е случајот и со неговите последни изданија, кои допираат до рамките на електронската музика, односно неговото сега за сега последно издание, доколку не издаде албум додека го анализирам, неговиот најнов албум, кој што го издаде на 22 август оваа година, именуван како Into the Source, кој што представува synthwave албум со авангардни примеси на свој виден chillwave, односно електронски рок во спрега со dream pop. Само во 2020 година, на почетокот на годината, го издаде синглот Најди ме, една од последните гитарски доминирани композиции пред да премине на комплетно на synthwave, по кој што следуваше во мај EP изданието Being Here Now, составено од трите композиции од неговиот наслов, пред објавувањето на самиот албум. Албумот Into the Source започнува со првата композиција која што слушавме Moonlight, композиција предводена од мелодијата на клавиатурата, на која што се надополнува спориот бит, додека Благој низ роботизиран глас ја опева понесеноста од убавината на месечевата светлина, забележувајќи ги влијанието на Survive и останатите амбиентални електронски артисти. New Way е композиција која што започнува со продорниот бит, која е проследена со флуидниот сайзер, која што сведочи за тежината на откажувањето од минатото во борбата за останување присутен во сегашноста. Тука до израз доаѓа и Гејхеновата прецефункција на вокалот во композицијата, пред да биде пресечена композицијата од левитирачката осцилација, која струи низ нега како дел од низината ДНК. Веќе во третата композиција Return стапува во преден план и самото пеење, која е некоја чудна, но благопријатна комбинација на меланхоличниот глас на Акерфелд и на Гейхан, кај што се пее за прогонувањето од незиниот мирис во очекување на незиното доаѓање, на чезнење, на исчезнување, додека се топат планини, односно исчекување, се извинувам. Забележуваме и милозвучна пред се мелодија на Сайзерот, како да пее буквално помеѓу строфите. Четвртата композиција е Into the Source, која што е првата инструментална композиција на делото, кај што постепено се продира до средиштето на изборот, едно synthwave, космичко патешествие во длабочината на недопрените пространства на звукот, една флојдовска композиција, додека не избие битот на површина, доближувајќи се до ретро-баладичните композиции со одлична мелодија помеѓу премините на
електричните тапани. True Form е композиција на преобразба за преземање на обликот на новите форми, една дрим поп композиција со умерено темпо и игрива електронска мелодија со пропратено соло на клавиатура. Албумот го затвора инструменталната композиција Centerlessness, која го оставала музичка патешествие со отворен крај, без разлика што епилогот е начнат да звучи и да наликува пред се како една експлозија во вселената, во успорена снимка, со гледување дека не се поседува центарот на ротирање. Има неколку обвивки. Албумот ја се употребив таа во која една шуплива сфера е пресечена во низиното средиште со полна линија, која се претвора во испрекината, но има уште една обвивка на која што планината над езерото е испресечено од сноп светлина, така што земете ја превид која и да ви се допаја повеќе. Геометриската беше самиот албум, исто, иако таа со доловената природа и тоа како е повпечатлива и поблиска до може би до некоја си органска форма во која што би функционирал. Сега јас ќе продолжам да ја следам во чеко револуцијата на звукот на езотерик, со оглед на тоа што не си поставува жанровски бариери, рамки и истражува таму кај што ќе го понесе творбата. Ми се допаѓа пред се неговата промена и потреба за истражување во синтвейв провениенцијата и јас би посакал да слушнам негов посмел продор во ретровейв доменот, нали, Carpenter Brut или пак таму кај што престојуваат нашите искра. Затоа што сметам дека може да придонесе со нови интригантни дела благодарение на неговото музичко искуство и секако би сакал да погледам еден целовечерен концерт во живо кој ќе ја долови оваа еволуција на звук, пропратен со останати музичари доколку ги најде за соработка. Албумите од минатата година, Сенка и Waves, има гитара во доминантна улога и сметам дека не треба да ја остави на страна да фаќа прашина подолг временски период, ќе му се најде. Во новите композиции се потпира исклучиво на синтесайзерот и остава простор на копнежот да продре низ вокалот. И искрено да бидам се сомневам дека ова ќе биде последниот албум на Езотерик оваа година, што со нетрпение очекувам да слушнам во кои звучни пространства ќе се движи неговиот нов креативен потенцијал, така што се надевам дека до крајот на годината ќе има можности да промовирам уште некое ново албумско остварување од овој одличен автор. Може тука да го завршиме ова издание на Дансе Макабре со тоа што за крај ќе слушнеме Return, ќе слушнеме насловната Into the Source и Centerlessness, за да завршиме со убавината која што ја поседува пред се овој одличен албум на Езотерик. Јас сум Златко Ѓелевски, го затварам 447-миот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои ги кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте домашна музика.